Добро вечер во 360 степени. И вечерва донесуваме серија аналитички истории на следниве теми. Зошто судскиот совет само парично го казни судијата Енвер Беџети, кој заедно со Артан Груби заврши на црната листа на САД? Најмалку 8 гласа е потребно за да се донесе одлука за разрешување на судијата. Во овој случај немаше 8 гласа. Од новинарско истражување до истрага на обвинителството. Врските, конекциите на Маја Јорданова водеа кон првите луѓе во фирмите, државните компании за струја. Имало и обиди да се спречи објавување. Кажи ми каква фирма сакаш да направиш, таква фирма направи и ќе добиеш тендер од град Скопје. За обврските од реформската агенда во секторот јавна администрација, од чие исполнување зависат 111 од ветените 750 милиони евра. Ова треба да биде приоритет за државата. Жените, изборите, рекламите и порталите. Колку председателка на Унијата на жени, таа е мојата тенденција да имаме повеќе жени. За прв пат на политичката сцена имаме вакви тандеми од маж и жена. Како се одвиваа настаните поради кои судијата Енвер Беџети и поранешниот прв вице-премиер и висок функционер на ДУИ Артан Груби завршија на американската црна листа? Одговорот ќе го видите во следните минути од сторијата на колегата Александар Димитриевски. Сите информации содржани во неа беа и се јавно достапни, но мозаикот успеа да го состави Вашингтон, а не и Скопје. Клопчето почна да се одмотува во декември 2022 година. Апелација ја укина пресудата за масовното прислушување и уништувањето на опремата во УБК. Судењето за масовното прислушување ќе почне од почеток. Одлуката возбуди многу духови, па судскиот совет одржи итна седница и по неколку дена отиде во работна посета. Според тогашното објаснување на апелација, предметот го добиле на 8 октомври 2021 година и веднаш бил распределен кај судијата известител Енвер Беџети. По 4 дена, тој го пратил на мислење до Вишото јавно обвинителство, а одговорот со предметот го добил на 30 ноември 2021 година. 3 месеци подоцна, на 7 март 2022 година, е одржана јавна седница. По јавната седница биле потребни дури 9 месеци за да се донесе одлука на 5 декември 2022 година. Работната група на Судскиот совет носи заклучок со кој имплицира намерно долговлекување на постапката. Со постапувањето во овој предмет од страна на судот се создадени услови за евентуално застарување во оваа постапка, што е сериозно повреда на законот за кривична постапка, поради непочитување на роковите за донесување на одлука. Тоа што е на тапет, не го спречува судијата Енвер Беџети да се кандидира за врховен судија. Добива само 4 гласа и не е избран за позицијата. Но не е избран и ниту еден друг кандидат. Тоа отворено ми го кажа член на Советот, дека практично бидејќи на таа седница се гласаше за граѓански судии, имало условно кажано некаква не измама, меѓутоа некакво пазарење, во смисла поминете ги први нашите, па потоа ќе ги поминеме ние вашите. Меѓутоа, кога дошле на ред да се гласаат, условно речено, спорните кандидати, не биле поминати нивните, така што во таа ситуација се избра само 20 граѓански суди, 20 кривичари останаа неизбрани. Набргу потоа, председателката на Судскиот совет Весна Дамева покренува иницијатива за формирање комисија за утврдување одговорност на судијата Енвер Беџети за држење на предметот Таргет тврдина во ФИОКа, со цел да застари. Комисијата треба да биде во состав Весна Дамева, Селим Адеми и Ханиф Зендели. Но двајцата членови албанци побарали земање од процесот на одлучување. Едниот поради тоа што веќе соработувал со судијата, имал порано контакти, па не сака нели да делува во таа смисла пристрасен. А во вториот случај,
објаснувањето било поради се што се случи, сакам да се изземам од таа позиција. Меѓутоа се поставува прашањето како ако побарале да се изземат од работата на комисијата, гласале на седницата за истиот тој кандидат за кој што за врховен суд за кој што има отворена постапка за утврдување одговорност. Значи во едниот случај не се изземаат, во другиот случај се изземаат, што го отвора прашањето дека веројатно сите случувања околу судскиот совет придонесоа веќе да почне да им работи условно речено совеста, верувам. Меѓутоа, во секој случај, постои таква дискрепанца помеѓу нивното одлучување. Набргу по обидот за формирање комисија, порталот СДК на 25 април објавува текст со наслов Војна во судскиот совет за судијата Енвер Беџети. Се собираат гласови за разрешување на председателката Дамева, ако го стави на дневен ред барањето за негова одговорност за Таргет тврдина. Како што дознава сакам да кажам .мк, пред неколку дена на колегиум во судскиот совет иницијативата била блокирана од членови предводени од подпредседателот Селим Адеми и Милјазим Мустафа, кои барале место иницијативата да оди веднаш на седница и веднаш да се формира 3-члена комисија како за останатите судии за кои досега се барало одговорност, таа времено да се стопира. Веќе следниот ден по објавата на СДК, Весна Дамева беше разрешена и тоа под диригентската палка на подпредседателот Селим Адеми. За разрешувањето на Дамева гласаа 7 члена на судскиот совет. Селим Адеми, Милјазим Мустафа, Ханиф Зендели, Мирсат Сурои, Сашко Георгиев, Лорета Георгиева и Павлина Црвенковска. Привремен председател на советот станува Селим Адеми. Само неколку дена подоцна судскиот совет ќе повлече првичната одлука за разрешување на Дамева, за веднаш потоа да изгласа недоверба со 9 гласа. Со 8 гласа за нов председател е избран Сашко Георгиев. Последната фаза на заплет на случувањата во судскиот совет почна со случајот со апелацискиот судија Енвер Беџети, кој 9 месеци познато е во јавноста во ФИОКа го држеше предметот Таргет тврдина. Па наместо иницијативата за негова одговорност да се најде на дневен ред на судскиот совет, наеднаш една група членови во советот, предводена од тогашниот заменик председател Селим Адеми, иницираше ваша смена. Дали од денешна дистанца вие јасно што беше намерата на иницијаторите на вашата смена, а поврзано со случајот со Енвер Беџети? Знам дека не ставам во непријатна ситуација, ама моје да ги поставам прашањата, ваше да изберете како ќе одговорите. Значи, причините за моето разрешување познати се на јавноста, не бегам од тоа што претходно сум го изјавила и ќе останам на тоа, но повторно ќе напоменам, како што и кажав при моето заминување, со моето разрешување ќе бидат задоволни одредени лица од политиката. И апсолутно кои биле причините, какви биле причините, јас го имам моето лично мислење и ќе го задржам за себе, а останатите доволно си знаат. Веднаш по завршувањето на летото собранието донесе измени на кривичниот законник со што се намалија казните за злоупотреба на службената положба. Тоа, во комбинација со одоговлекувањето, доведе до застарување на сите дела против Сашо Мијалков во случајот Таргет тврдина. Еден месец од како Мијалков куртули од Таргет тврдина, на дневен ред на судскиот совет дојде извештајот на комисијата за работата на судијата Енвер Беџети. И тој ќе куртули, но од разрешување, бидејќи така мислело мнозинството членови на судскиот совет. Казната за него е 20% од плата на 6 месеци. Еве како тогашниот председател на советот во интервју за 360 степени објаснуваше зошто не бил разрешен судијата Енвер Беџети. Дали беше таков предлогот на комисијата која што го доби предметот на разгледување? Тоа е 3-члена комисија од судскиот совет. Ќе појаснам, значи да биде појасно. По стариот закон за судски совет, оваа трочлена комисија, значи по стариот закон имаше предлог до советот, даваше предлог за советот. Сега со новиот закон, по кој што работиме од 19 година, оваа комисија не дава предлог, но туку изготвува фактички извештај за фактичката состојба од
настаните кои што се предмет на оценка, односно одбарањето кое што се бара одговорност за судијата. Така да предлог нема од комисијата, но согласно законот е предвидено дека по изнесената фактичка состојба, согласно законот се донесува одлука, која што одлука со 7 гласа, најмалку 7 гласа, се запира постапката. Во овој случај не е запрена постапката со 7 гласа, туку се продолжува понатаму, согласно законот одиме по редослед. Со 8 гласа, најмалку 8 гласа, е потребно за да се донесе одлука за разрешување на судијата. Во овој случај немаше 8 гласа. Кога е ваква состојбата, се продолжува, согласно законот, за да се оди прво со дисциплинските мерки, кои што се изразени во парична казна од 15 до 30% и најмалата казна е изрекување јавен укор или опомена. Во случајов 8 гласа доби 20% од платата за 6 месеци. За да бидеме јасни, кога гласавте за евентуално разрешување на судијата, резултатот беше убедливо против разрешување. Можам да се добро ве разбирам. Можам да се согласам. Случајно или не, само еден месец откако им Јалков и Беџети, секој на свој начин, куртулија од Таргет тврдина. Управниот суд пресуди дека Весна Дамева била незаконски разрешена и ја врати на функцијата. И покрај тоа, останаа да важат одлуките донесени во периодот додека таа не беше председателка, иако според судот беше отстранета противзаконски. И кога целата оваа приказна беше на работ да замине во заборав, на неа потсетија Соединетите Американски држави. Го ставија и судијата Енвер Беџети и високиот функционер на Дуј Артан Груби на така наречената црна листа. Објаснувањето е, Вашингтон има докази дека тие примиле подкуп за да застари Таргет тврдина за Сашо Мијалков. На прашањето дали ќе ги дадат доказите на македонските власти, амбасадорката на САД Анџела Агелер порача. The evidence that the Washington was reviewing, that we were able to gather both here in this country and in Washington, was readily available. We are required by law to designate and sanction those individuals for whom we have strong evidence of criminal corruption. What happens from there is up to law enforcement and the judiciary in this country. But I will say that if we can put together that evidence, so can they. Одиме на следната тема. 23 лица се осомничени во истрагата што јавното обвинителство и МВР ја водат под кодниот назив адитив. Работна теза во случајот, што ќе треба да се потврди прво преку евентуално обвинение, а потоа и во судски процес, е дека приватна фирма на 2 наместени тендера им продала на државните електрани адитиви кои требало да спречат формирање згура при согорувањето јаглен во рек Битола и ТЕЦ Осломе, и тоа по цена речиси 4 пати повисока од пазарната. Згоре на се, адитивите за кои се платени 6,5 милиони евра воопшто не се искористени во ТЕЦ Осломе, а во рек Битола се употребени само 5% од набавеното, при што сомневањата се дека, наместо да го помогнат процесот на производство на струја, предизвикале штета. Случајот го откри тимот на истражувачката репортерска лабораторија. Михаил Милошевски. Адитив е името на последната голема акција на обвинителството, која деновиве го привлекува вниманието на јавност. Станува збор за организирана група, добро организирана група на високи представници на компанијата и лица кои што управуваат со други правни субјекти, кои што се здружиле и направиле и за кои што постои основано сомневање дека направиле криминал од прилика 6,5 милиони евра. Компанијата на која мисли премиерот е државната Електранина Северна Македонија. А под група се мисли на 23 лица против кои се води истрага за повеќе кривични дела, вклучувајќи злоупотреба на службената должност на постапката за јавен повик за перење на пари. Тоа што не е толку познато во јавноста е дека случајот потекна од новинарска сторија.
И тоа сторија која можело да се наплати добро, ако не била објавена. Мене ми рече, па добро, ајде направи некоја фирма. И викам, каква фирма? Па вика, направи фирма со која би аплицирал на тендер во град Скопје. Како новинарите открија дека државните електрани платиле цена за адитиви која е 4 пати повисока од пазарната. На што се спремни засегнатите, кога некоја информација не треба да го види светлото на денот. Маја Јовановска и Бојан Стојановски се новинари со повеќе годишно искуство. Дел се од тимот на истражувачката репортерска лабораторија, или скратено ИРЛ. Кон крајот на февруари годинава, ИРЛ го објавува првиот текст за сомнителна сделка во електрани. Истражувањето започнало како редовна новинарска проверка на јавни набавки. Црвениот аларм го вклучил податокот дека на 2 тендера за адитиви на ЕСМ, кои заедно тежат 6,5 милиони евра, се јавила само една фирма. А фирмата, Brain Code, непосредно пред да го добие тендерот ја сменила дејноста, од набавка на канцелариски материјали во трговија на хемиски производи. За собственичката откриле дека е службеничка во Пошта на Северна Македонија. Првото истражување беше само која е фирмата што го добила тендерот, начинот на кој го добила, дека била еден понудувач оваа Brain Code, фактички била фаворизирана за да го добие, да не речам наместен, тежок збор е наместен тендерот, меѓутоа се течело за тоа фирмата Brain Code да ги добие овие милионски тендери. Дополнителен сомнеж кај новинарите предизвикуваат околностите што фирмата нема вработени, што ЕСМ досега никогаш не купувала адитив за котлите во рек Битола и Тец Осломеј, но и тоа што тендерските услови биле полабави од вообичаените. Сепак, собственичката на фирмата и вработена во Пошта им дава објаснување како нашла пари да го набави скапиот адитив, кој потоа го продала на ЕСМ. Средствата за набавка на адитивот ги обезбедивме по различни основи, дел од сопствените приходи, дел од кредитите во комерцијалните банки и со договори за одложено плаќање со добавувачите. По ваквиот став, тимот новинари на ИРЛ се обидува да добие понуда за истиот адитив од истата фирма од Италија, од каде увезува Brain Code и им продава на електрани. Им помага партнерска организација од Италија и на крај добиваат понуда од италијански Aquaflex од Милано. Цената за адитивот РПТ 601 е околу 5 евра за килограм. Цената по која фирмата на службеничката од Пошта му продавала на ЕСМ е речиси 4 пати повисока, 18,5 евра за килограм. За адитивот РПТ 602 пак, новинарите добиле цена од околу 5,6 евра за килограм, а ЕСМ преку Brain Code го купувале 3 пати поскапо, за 16,3 евра по килограм. Врските, конекциите на Маја Јорданова водеа кон првите луѓе во фирмите, државните компании за струја, директно кон директорот на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ, како и првите луѓе на АДСМ, Васко Стефанов и Данчо Стојановски. Во истражувањето од витално значење за новинарите била помошта што ја добиле од укажувач. Како што вели Стојановски, на тој начин добиле појасна слика во која насока треба да се прават дополнителните истражувања и проверки. Беше многу важна помош која не истрасира како да бараме, што да бараме и можеби да не насочи кои се луѓето кои овозможуваат вакви милионски тендери да имаат пристап на релативно непознати луѓе како Маја Јорданова, која, да речеме, незина примарна работа е во служба во Пошта, без да ја потценам, без никакво искуство претходно во некаков си хемиски бизнис, кој би дало знаење и предзнаење за да аплицира во оваа постапка. 10 месеци по првата сторија, речиси идентичен наратив користи јавното обвинителство, кое отвори истражна постапка против 23 лица. Ги сомничи дека меѓусебно се договарале да ги изиграат постапките за набавка на адитив за јаглен за потребите на акционерското друштво Електрани на Северна Македонија, подружница Рек Битола и подружница Рек Осломеј, против формирање на згура, троска, при согорување на јаглен во котел, адитив RPT 601, 190.000 килограми за потребите на Рек Битола и 120.000 килограми адитиви RPT 602 за потребите на Рек Осломеј
и да се стекнат со имот на корист од големи размери во вкупен износ од околу 6,5 милиони евра. Од обвинителството не соопштија уште многу детали, но кажаа дека дел од осомничените, со намера да го прикријат движењето на парите, извршиле пренос или подигнале готовина во вкупен износ од околу 6,7 милиони евра. Малку повеќе детали соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Она кое што е набавено во ТЕЦ Осломи ни 1% не е потрошено, односно 0% од адитивите се ставени во функција, а во рамки на другото правно лице, мислам дека беше РЕК Битола, 95% од адитивите не се ставени во функција. И според математиките на МВР, штетата на буџетот на државата е околу 6,5 милиони евра. Но додава Тошковски, сумата може да расте. Постојат основани сомненија дека ова што е набавувано како во вредност на злато, а при тоа не е употребено во 95% да речеме од ситуациите, тие 5% кога било употребено, сторило дополнителна штета на блоковите. Од ќарот од бизнисот со адитивите можеле да се офајдат и новинарите автори на сторијата. Во обид да се прикрие случајот, сега веќе поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, кој заедно со неговиот татко, брат и сопруга се дел од листата осомничени во случајот адитив, понудил енормна сума пари за сториите на ИРЛ, никогаш да не го видат светлото на денот. Почна со некои пријателски понуди, почна да не прашува а вие како се финансирате како ИРЛ. Ние му рековме дека ние сме непрофитен медиум и дека немаме реклами. Прашањата потоа одеа, а како можам јас да ви помогнам во другите истражувања, многу почитувам истражувачко новинарство. И откако виде дека понудите не важат, почна да лицитира со одредени суми, дека има фирма, може да исплати консултантски услуги. Намаса не била само паричната понуда, туку и лукративна сделка. Мене ми рече, па добро, ајде направи некоја фирма. Викам, каква фирма? Па вика, направи фирма со која би аплицирал на тендер во град Скопје. И јас, како му реков, како да направам фирма, зашто би аплицирал? Кој производ би го продал? Па еве, зашто сакаш? Кажи ми каква фирма сакаш да направиш, таква фирма направи и ќе добиеш тендер од град Скопје. По сториите, предмети под допрен глас отвориле Битолското и Кичевското основно обвинителство. Причината, затоа што РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј се на територијата која тие ја покриваат. Откако се утврдил сомнеж за делото перење на пари, предметот завршува во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Мислам дека обвинителството овој пат речиси имаше, ајде така се изразам, новинарски речиси готово обвинение и ми ја улеснивме работата на обвинителите и ми е драго ако е така и ако можеме да помогнеме не само ние и сите медиуми кои пишуваат за одредени злоупотреби. Од вкупно 23 осомничени, 9 лица добија мерка притвор, меѓу кои се поранешниот генерален директор на СМ Васко Стефанов, поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ и поранешниот директор на РЕК Битола Пеце Матевски. Други мерки за предпазливост, како одземање пасош или обврска да се јавуваат во суд, се изречени за 13 лица. Единствениот кој е недостапен за обвинителството е поранешниот генерален директор на СМ Васко Ковачевски. Гледате 360 степени. Од 750 милиони евра, дел гранд, дел поволни заеми на кои може да смета Северна Македонија од планот на ЕУ за раст на Западен Балкан, 111 милиони зависат од исполнување на задачи во областа на јавната администрација. Една од најпредизвикувачките обврски на кои се обврза владата е процесот на именување кадри на високи раководни функции да се направи вистински компетитивен и транспарентен. Галина Николовска-Ризвановиќ во продолжение на оваа тема. Во октомври Европската Унија ја одобри реформската агенда на Северна Македонија и на уште 4 други земји од регионот. Со тој чекор се отвори патот за секоја држава да го добие својот дел од 6 милијарди евра предвидени со планот за раст на Европската Унија за Западен Балкан. It's an excellent reform agenda that we have there.
And now we should be able to start with a pre-financing of 52 million euros by the end of the year. And overall, North Macedonia will receive more than 750 million euros under the growth plan. The growth plan, and we've discussed that, will deliver very concrete result for the people. Првичните 52 милиони евра секако ќе легнат на сметката на државниот буџет, но исплатата на останатите пари е условена со исполнување на обврските од реформската агенда. Во документот на кој владата самата се обврза, по сектори и со јасни рокови е напишано што и до кога треба да се спроведе за да се исплатат парите. Ова треба да биде приоритет за државата, односно да се стави една црта приоритетите на Европската унија, план А, па се друго план Б. На документот 168 страници со 2 анекса е напишана реформската агенда на владата која секој може да ја преземе од веб страницата на Министерството за европски прашања. Преземените обврски се опишани и поделени по сектори. Има и точни временски рамки, до кога треба да се заврши некоја активност за да се добие сумата на пари која е своевидна награда за сработеното. Например, во одделот на управување со јавните финансии и реформа на јавната администрација се предвидени вкупно 111 милиони евра. Околу 75 милиони се за делот за управување со јавните финансии, додека останатите околу 36 милиони евра се однесуваат директно на администрацијата. Првиот предвиден чекор во оваа реформска област е донесување на Законот за внатрешна финансиска контрола, што е зацртано да се случи до крајот на годинава. Ова, според Неда Малеска од Центарот за управување со промени, е еден од приоритетите на кои треба да се фокусира владата. Да се направат буџетски корисници од прв и втор ред, кога што финансиските средства за реформите, да речеме во секторите здравство, образование, труд и социјала и така натаму, ќе се администрираат, управуваат и ќе се следат низ одговорните ресори, буџетските корисници или агенциите, ако сакате, оние институции во тие ресори ќе ги добиваат средствата од надлежното министерство. На овој начин сметаат дека подвеќе ќе се засили таа линија на отчет, што е она што се испорачува и поголем ќе има увид во реформските агенди во определени сектори. Така што тоа е едниот приоритет кој што го гледам и кој што се разликува од приоритетите зацртани во програмата за работа на владата. Во делот на реформа на администрацијата е наведена обврската преземена од страна на владата дека најмалку 90% од испразнетите раководни позиции во институциите, директори и секретари ќе се пополнуваат во конкурентна и транспарентна постапка за регрутирање. Тоа вклучува и обезбедување најмалку 3 кандидати што ги исполнуваат условите за овие позиции. Иако врската ја има во реформската агенда, таа не беше дел ниту од предизборните програми на владеачките партии, ниту е дел од програмата на владата. Бараат од нас не толку да се донесе, не ни велат експлицитно донесете го законот за висока раководна служба, но ни велат морате да поставите силни стандарди и критериуми за високи раководни функционери и морате да ги регрутирате низ систем, низ процедура која што ќе биде транспарентна и отчетна. Еве, ова е, вака звучи индикаторот и тоа со определен број на менаџерски позиции. Не само донесете ги мерките, сакате закон, сакате подзаконски акти или стандарди, туку морате да ги имплементирате до 2027 година, за да можете да ги добиете другите транши. Реформската агенда во делот на администрацијата предвидува и до крајот на 2025 година донесување на нов закон за организација и работа на органите на државната управа, чија цел е да се спојат или укинат дел од државните институции заради подобра ефикасност. До крајот на 2026 година хармонизација на 65 секторски закони кои се засегнати од реорганизацијата. Ист краен рок има и обврската за воспоставување нов систем на плати со соодветна класификација на работните места и до крајот на 2027 година завршување на реформата за реорганизација на државната управа и за јавната служба. Дали тоа што е прифатено на хартија е реално изводливо во пракса? Министерот за јавна администрација Горан Минчев е оптимист.
Вели дека во моментов се посветени на донесување на така наречените стратешки закони за административни службеници вработени во јавниот сектор и за формирање академија за администрација. Ако зборуваме за приоритети, тоа се нашите приоритети. На нив работи работна група во рамки на Министерството, секако подкрепена со ангажирани експерти надлежни за овие области. Нашата проценка е дека по првичната верзија, значи нацрт законите, ќе одиме со објавување на платформата ЕНЕР, каде што ќе има можност да ги видат сите граѓани, тие се таму 20 дена, потоа следи владината процедура и се надевам по конечниот текст или пак содржина на законите дека во собраниска процедура ќе се најдат негдека на почетокот на идната година. Во однос на законот за висока раководна служба, кој треба да го регулира назначувањето на директорите и раководителите по систем на заслуги, наместо како сега со политички именувања, Минчев вели дека и тоа е на листата приоритети од следната година. Во овој момент не би можел да кажам каква би била содржината на тоа законско решение, но главницата, бидејќи и досега имало 4 или 5 законски решенија како варијанти, кои што не се донесени од минатите влади, би била всушност, или пак содржината на овој закон, всушност поставувањето на линијата на отчетност, односно овозможување на конкуренција за раководните служби, јасни правила и критериуми под кои услови би биле именувани новите директори и раководителите на секторите, секако запазување на мерит системот и овозможување на конкуренција во рамки на тие законски решенија. Меѓу пообемните закони кои ќе повлечат и други измени во легислативата е Законот за организација и работа на органите на државната управа. Треба да се донесе до крај на 2025 година, а со него се менуваат и 65 други закони. Според реформската агенда, наградата е 10 милиони евра кои би требало да се исплатат на земјава до крајот на 2025. Видете, ако траншите ги добиваме етапно, како ги носиме законските решенија. Значи, ако ние успееме за овие приоритети кои што разговаравме, па понатаму и во рамки на нашиот роковник на Министерството за јавна администрација, како Законот за висока раководна служба и Законот за плати, кој што исто така е едно големо сеопсежно решение, практично ќе имаме некоја реализација од 90-95%, но секако дека мораме да навлеземе во измените на зорото, јас сум сигурен дека ќе успееме и дека средствата кои што се наменети за овие законски решенија ќе успееме да ги добиеме. Сепак тоа се нашите европски приоритети. Според проекциите за исплата до крајот на 2025 година, само за обврските во делот на јавните финансии и јавната администрација, Северна Македонија треба да добие уште околу 30 милиони евра. Во 2026 година треба да легнат речиси 28 милиони евра. Преостанатите речиси 45 милиони евра се предвидени за до крајот на 2027 година. Ништо од овие пари нема да биде исплатено ако државата не успее навреме не само да ги донесе, туку и да ги спроведе законите за поотчетни и потранспарентни институции, за јакната администрација и квалитетни услуги за граѓаните. Следната сторија во емисијата е на тема за учеството на жените во изборниот процес, нивното портретирање и застапеност во рекламите со акцент на онлайн просторот. Експерти од надвор велат дека со оглед на тоа што кампањите и изборното рекламирање се покриваат со јавни пари, тоа е добра основа да се постават одредени барања во функција на јавниот интерес. Зоран Јовановски. Ова е промотивно видео на Државната изборна комисија, со кое се повикуваат граѓаните да го остварат гласачкото право на годинешниве парламентарни и председателски избори. Го објавија на социјалните мрежи, телевизиите, порталите. Има две сцени – жени во фризерски салон и мажи на пазар, што меѓусебно се информираат за гласањето, споделувајќи рекламни флаери. Во длабинската анализа на рекламирањето на порталите која изработија Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и фондацијата Метаморфозис, поддржани од владата на Обединетото кралство, се забележува дека таквото представување ги зајакнува стереотипите. За жените како пасивни чинители, загрижени за нивниот изглед. За мажите пак како активни чинители, кои преземаат одговорност за домаќинските работи. Од Државната изборна комисија велат намерата била да информираат, но ја прифаќаат и критиката.
Сепак во изработката на вакви материјали можат да се појават предизвици во однос на урамнотежено прикажување на родовите улоги. Државната изборна комисија ги зема предвид забелешките од релевантни организации и јавноста, како што се наодите од истражувањето на фондацијата Метаморфозис. Ова ни укажува на потребата од посеопфатен и родово сензитивен пристап при креирањето на идните видеа. Промотивното видео на ДИК е само капка во морето кога станува збор за родовата еднаквост во рекламите за изминатите избори. Уште повпечатливо е како партиите ги представуваат своите кандидати и кандидатки при платеното рекламирање на порталите. ВМРО ДПМН, меѓу 6 носители на листи за пратеници, имаше само една жена, Дафина Стојановска. Според анализата, вкупниот број нарачани банери со кои партијата ги рекламирала своите носители е 1065. Од нив, за промовирање на Стојановска искористени се 62 или 6%. Сите останати рекламни банери промовираа кандидати мажи, а најмногу лидерот Христијан Мицкоски, кој бил застапен на 376 рекламни банери или 35% од вкупниот број. Застапеноста на жените за носителки, јас се согласувам дека треба да имаме повеќе и нормално како председателка на Унијата на жени, таа е мојата тенденција да имаме повеќе жени. Јас лично имам две функции големи, да речем пратеник сум во собрание и председателка на Унија на жени, што е навистина исклучително захтевна работа, бара многу време, многу организација. И јас лично искрено ви кажам, не се чувствувам оштетена, да речам на некој начин, зашто не бев носителка на листа, иако бев втора на листа. Малте не, паралелно имавме активности, скоро сите активности со носителот на листата, кој што беше маж во нашата изборна единица, во втората изборна единица. Нормално, тој предничеше со сите тие гостувања на телевизија и така натаму, иако јас мислам дека доволно се представив и во кампањата на дебатни емисии и така натаму. Пешевска забележува дека има слаба застапеност на жени на извршни функции, малку жени министерки во владата, како и мал број градоначалнички. Но зборува и дека политиката е се помалку атрактивна за жените. За среќа имаме прва жена председателка и тоа беше една, да речам, тенденција и борба на жените во Македонија да имаме прва жена председателка, која што се оствари со огромна поддршка од страна на нашата партија. И тука покажуваме ни поголеми, пошироки како партија, пошироки гледишта на работите, дека и највисоките функции во државата може да ги води жена. Сега за факторите и условите, мислам дека ни треба една подолга елаборација зошто не се нафаќаат, а мислам дека и треба да се спомнат заради тоа што обично во последниве години, последниве децении политиката станува неатрактивна не само за жените, туку и за млади луѓе, и тука треба да се запрашаме како активни чинители во општеството зошто е тоа така. СДСМ имаше поинаква стратегија, со родово мешани парови на кандидатите на повеќето рекламни банери. Имаше жени носителки на листи во 2 изборни единици, а 3 жени беа втори на листите. Според анализата на ИФЕС и Метаморфозис, од вкупно нарачени 605 рекламни банери, маж и жена заедно биле прикажани на 394 или на 65% од банерите. Тогашниот лидер на партијата, Димитар Ковачевски, е единствениот што беше представен сам на рекламните банери и за него се објавени вкупно 198 или 32% од вкупниот број банери. Да, тоа го почнавме во 2020 за парламентарните избори и сега продолжуваме со таа тенденција. И мислам дека навистина пред се делуваше многу и емпатично и симпатично спрема гласачкото тело. Од друга страна, за прв пат на политичката сцена имаме вакви тандеми од маж и жена. Одиме се понапред и понапред, што можам да кажам, бидејќи во 2020 имавме една жена носителка, а сега веќе имаме 2 жени носителки и јас сметам дека и наредните парламентарни избори треба да има повеќе жени конкретно носителки, иако кај тој тандем беа исти, да речем, и одговорностите, меѓутоа и она презентација нивна на кампањите и самиот пропаганден материјал. Лукаревска вели дека СДСМ работи на промоција на своите жени политичарки, за да има што повеќе кандидатки за престојните локални избори. Па видете, гледајќи го новиот тим на раководство на председателот Венко Филипче, гледаме дека таму од 4 подпредседатели 3 се жени.
претходно напоменав заменик председателката, огромен број на жени има во рамки на извршниот одбор. Дел се млади, дел се доста искусни, значи тоа е една комбинација која што мислам дека е добитна. Треба да се даде шанса на таков простор. Гледајќи го тој момент, сметам дека и во рамки на локалните избори и на советничките листи, жената ќе го има приматот. И така треба да биде. И борбата на жената, се додека се уште зборуваме за борба некакви, за некакви права, сметам дека не е завршена. Но само заеднички можеме да успееме, без разлика од која политичка партија доаѓа, бидејќи нападите на политичар кој што доаѓа од редовите на СДС на жена и политичарка која што доаѓа од редовите на ВМРО ДПМН или од редовите на ДУИ, секако дека се исти по истиот тој основ. Кај партиите на албанците состојбата е забележително полоша. Ниту коалицијата Европски фронт, ниту коалицијата Вреди имаа женски носители на листите за парламентарните избори. И кај едните и кај другите прашавме зошто. Од ДУИ не ни одговорија на нашите прашања. Од Вреди пак велат дека без оглед што немале жена носителка на листа за пратеници, посветуваат исклучително внимание на родовата еднаквост. Не живееме во илузија дека жените соодветно на нашите идеолошки заложби се застапени како избрани и именувани лица. Има 3 жени заменик министерки кадри на Вреди. Не затоа што не веруваме во нивната способност да се справат со предизвиците, туку затоа што во распределбата на првите должности во законодавната и извршната власт кои се во надлежност на Вреди, беа номинирани тројца од лидерите. Јавноста со право очекува повеќе жени на раководни позиции. Во наредниот период ќе вложиме вонредни напори за балансирање на оваа состојба, особено на предстојните локални избори. Имаме ситуација каде што жена политичарка повторно позиционирана во домот. Родот и политиката беа тема на тркалезна маса што ја организираше Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС под наслов Пари, медиуми и избори во Северна Македонија. Промовирање на инклузивно покривање на жените за време на избори на онлайн медиумите. Билјана Бејкова, експертка за медиуми и родови прашања, смета дека постојната законска регулатива ги покрива традиционалните медиуми, но дека таа во најголем дел не ги опфаќа и порталите. Според неа, напорите за родова рамнотежа се надвор од формалните механизми за мониторинг и документите за саморегулација, како кодекси, упатства и насоки. Па предлага Кога размислувавме, во суштина важно, што може и на пократка патека да се направи кога станува збор за саморегулаторните документи, е дека насоките што се применуваат за изборните процеси и медиумските кампањи за време на изборите, како што овој кодекс кој што во моментов постои, може да се подобрат со поврзување на гаранциите за недискриминација, исто така со рекламирањето и конкретно потигнување на интеграцијата на родовата димензија при во суштина креирање кампањи, поставување платени реклами и слично. Значи тука може да се интервенира според наша препорака и видување и на пократка патека може тоа да се направи. Меѓународната експертка за избори и родови прашања Татјана Хилшер Богусевиќ смета дека има добри меѓународни практики при представувањето на политичките кандидати. Таа вели дека родовата еднаквост може да се поттикне преку државното финансирање на политичкото рекламирање, што го практикува и Северна Македонија. This link basically underscores the principle that public money is there to serve publicly significant goals, which includes gender equality. Such gender-targeted measures that use financing as an instrument, they are in place in about 30 countries globally. Most commonly, they link funding to the number of candidates nominated or elected. So this is this income side of things. But they can also be designed and used to actually influence how parties use the funds that have been allocated to them, including to promote women in the media. So that is the spending side of things that I would like us to encourage us to sort of try and explore. Такви примери на меѓународно ниво има повеќе. Некои се поврзани со исполнување квоти. Например, во Франција и Ирска, политичките партии се соочуваат со финансиски казни ако не ги исполнат утврдените родови квоти, што влијае на износите на државното финансирање што можат да го добијат. Јужна Кореја пак нуди финансиски бонуси за партиите кои успешно ги спроведуваат родовите квоти.
Тоа се некои од моделите за кои се препорачува да размисли и да ги примени и земјава. Остануваме на темата избори и реклами и во рубриката Микрофонот е ваш. Колку рекламите кои се плаќаат со пари од државниот буџет влијаат на одлуката на гласачите и кои повеќе, оние на телевизија или на порталите? Еве ги одговорите на граѓаните. Тоа е лична моја одлука, што на никого не зависам од ништо, не оно. Предизборните кампањи се фарса, во суштина, и не се ни потребни, затоа што вистинското присуство со народот треба да биде константно меѓу народот. Не се знае секогаш, зависи до кој што ќе понуди, да. На мене повеќе ми влијаат на интернет рекламите. Не, у интернет гледам ја. Интернет најмногу, бидејќи социјалните медиуми се најширокото распространето медиумско средство моментално. Телевизиите умираат. Па на телевизија повеќе. Ја мислам во вестите. Да интернет не прата. Не знам, на вестници не читам. На телевизија што ќе слушнам нешто минимално. Например, многу лажат. Партиите понудуваат на секои избори, а после ги нема. Политичките кампањи се израз на немоќ, затоа што се моли за глас, а не се моли за решение, ниту се покажува истина. Партиска реклама. Тоа не може да влијае на народот. Многу не се задоволни од рекламите. Не ни треба веле реклами, повеќе што имам пријатели тука. Ни треба да се покаже партиите што прават за народот. Ништо, нула. Никакво. Па не би требало да е оправдано, зашто на народот тоа нема никакво влијание, никакво корист. Делумно оправдано според мене, доколку би било подеднакво распределено независно од големината на одредениот политички субјект, политичка партија. Моје мислене не треба да се плаќаат од буџет. Буџетот е за народот да се троши, не партиите да ги рекламира. Уопште не оправдано е тоа. Од тие што рекламираат, тие треба во нивни интерес тие да си платат. Не. Тоа може да биде оправдано, бидејќи прв пат кога се рекламира партиите, тоа сигурно иде преку буџетот на државата, а после понатака како тие продолжат со рекламирање и сите други работи, тогаш тоа се разбира, тоа би требало да оди на нивен трошок. Следна содржина е саботажата. Ве поканувам да ја одгледаме. Од пристојна неколкугодишна дистанца, сосема јасно може да се разберат причините за огромната леснотија и комоција. Големата смелост и решителност при употребата на паралелите со некои други при формулирањето на состојбата. Со бегање проблемите не се решаваат. Стилот на моето живење и унесување не е бегање. Односно, сакам да ви кажам, јас никогаш нема да победам. И доколку вас пресуда ја потврди апелацијниот суд, тоа ќе го решам со извршување на казна. Никако со бегање. Храброста е стил на живење, но само на оние кои што однапред се подготвени да ја преземат одговорноста. Таа е лажна и инсценирана, тогаш кога кавички се потпира на мрежа која била ставена во нејзина функција. Па наместо главата на судијата кој во фиока го чуваше неговиот предмет, ќе падне нечија друга. Кој е за резервирана председателка на Весна Дамов да крене раца?
И јас на вистина не знам овој епилог како ќе заврши, освен што одредени лица од политиката ќе бидат и текако задоволни. Причина за сето ова е постапката за разрешување на судијата Енвер Беџети од апелација, познат по тоа дека 9 месеци го држал предметот против Сашо Мјалков, Таргет Тврдина. Се разбира за да не биде безич, судијата наместо да се збогува со правораздавањето и прашина му фатил случајот на случаите. 6 месеци по 20% му биле кратени од платата. И за тоа има рационално објаснување. Му било сефте. Морам да го истакнам и тоа дека овој судија претходно не бил казнет и ова е прва казна, односно дисциплинска одговорност во делот на тоа негово постапување. Но целиот тој сплет на лукавство во кој на директен начин се терала под бишега со системот, устроен за мокници, а не за граѓаните. Неизбежна алка е политиката. Особено таа, која толку долго го везела тој синџир со што се сметала дека е недопирлива, а вината лесно можела да ја трансферира на поголемите браќа. Ако имало било каква корупција, олигархијата вие правите кампања за ке да не кажете. срушија, ке не растурија од 2001 година до денес, затоа што они го контролираат и судството и обвинителството и никогаш момент. Видам Судството и македонски. обвинителството денеска е тезата дека го контролираат тој. Во судски совет има 4 албанци, ако не се лажам 11 македонци. Да, Како е тоа можно да е, кажете? Нешто е можно со малку, а нешто со малку повеќе пари. Свеста во јавноста за насоката кон која се оди беше и повеќе од предупредувачка. Но само за оние кои имаа слух и разбирање. Господине Груби, малку забегавте. Се да ви објаснам. Ја мислам дека треба да се извиниш. Еве ви се извинувам, не знам зашто, ама еве ви се извинувам како Затоа што премиер. забега, затоа. Па вие забегавте. И на крајот, уште една од епските епизоди, кои на површина ги изнесуваат длабоките семејни недоразбирања и неверства. Овие децата на Сашо Мјалков, па тие ви се татковци, па вие се крстете на Никола и на Сашо. Па вие сте се плашени да го гледате во очи. Добро е што има кој да им погледне во очи. Не само ним, туку и на сите која заробија државата. Оти кога ниту тие, ниту оние од другиот политички табор не успеваат, тогаш од маздата е сервира некој друг. И таа, како и секогаш, е како време. Ладна. По саботажата и вечерва се одјавуваме. Ви благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 20:15 овде на МРТ1. Пријатно.